Да, постојано говориме за зелена енергија, прилагодување на животот кон алтернативните извори како би се намалиле штетните емисии на гасови и со тоа меѓу другото последиците од климатските промени, кој од друга страна пак може би со овие алтернативни извори ќе ни го улеснат и живењето. Но дали сте се запрашале кој ќе ги сервисира овие уреди, дали имаме воопшто доволно кадри на пазарот на трудот за овие потреби. Токму на оваа тема изминатиот период размислува и Сојузот на стопански комори на Македонија при реализација на проектот чија цел е развој на центри за стручна извонредност. Како тие ќе функционираат? Разговараме утрово со Драган Пивчевски, член на управниот одбор во Сојузот на стопански комори на Македонија. Добро утро, Драган, и добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата и се разбира на можноста да се учествува и да се зборува за вака важна тема. Изминативе 20 на минути интензивно говориме за климатските промени и последиците од нив, и светските лидери на КОП-29 во моментов говорат за зелената енергија. Па, за да ја имаме истата, треба да знаеме кој ќе може да ни ја одржува во континуитет. Имаме ли такви кадри на пазарот на трудот во моментов? Вака, многу интересно прашање поставивте. Заклучокот се наметнува сам по себе. Анализата која што е направена од страна на Европска Унија е дека во градежниот сектор, кој што е примарно одговорен за изградба на тие така наречени паметни згради или поставување на тие инсталации во тие паметни згради, од прилика брои во Европска Унија околу 12 милиони вработени. Од тие 12 милиони вработени, оние кои што се бават со електричните напојувања, уреди, менаџирање и така натаму на зградите, се луѓе кои што се електричари, така наречено, меѓутоа се 70% со средно образование. Тоа покажува дека тие луѓе треба да имаат соодветна надоградба и наобразба за делот на паметните уреди во самите згради, кои што се бават и со противпожарна заштита, безбедност, автоматско управување со различни други процеси, можеби клима, можеби лифтови и така натаму. И тие луѓе кои што се со средно образование би требало да си добијат свој рискилинг или апскилинг во тој дел. Во тој контекст Сојузот на стопански комори учествува како партнер во проектот, програмски партнер во проектот СЕП-КОВЕ, тоа е Smart Electricity for Buildings или паметна енергија за згради. Centers of Vocational Excellence или тоа значи центри за извонредност, што на некој начин покажува дека определбата на овој пат е дефинитивно потребна и неопходна. Значи, ние мораме да се бавиме со апскилинг, односно зголемување на вештините на луѓето кои што се бават со одржување на овие згради во делот на паметните енергии, на фотоволтаиците, на различни други енергии кои што влијаат, Internet of Things исто така, кои што влијаат во управувањето, менаџирањето со овие паметни згради. И од каде се ќе може да се обучуваат кадри? Тоа ќе бидат од средните стручни училишта или секој некој што сака да го научи занаетот ќе може да биде дел од Центарот за стручна извонредност? Исто така добро прашање, значи морам да кажам дека тој дел на ајде да кажеме наоѓање на ресурси кои што би се обучувале како луѓе, ние знаеме дека ние имаме проблем со кадарот во Македонија. Значи, доста луѓе се иселија надвор од Македонија и тоа стручни луѓе, меѓутоа и не само стручни луѓе, туку и луѓе кои што се од пониските образовни слоеви, така да се изразам. Меѓутоа, проблемот кој што настанува е делот како тие луѓе ние да ги ставиме во систем и тие луѓе да можат да функционираат максимално професионално. Сега, кои кадри? Секако дека добродојдени се луѓето од средните образование, со средната наобразба, во овој Центар за стручна извонредност, меѓутоа тој се уште не е формиран, мораме тука да ставиме една запирка. Тоа ќе биде, меѓутоа бидејќи самиот проект трае 4 години, 48 месеци. Понатаму и луѓето со високо образование кои што не добиле доволно наобразба во делот на тие вештини технички за да може да се бават со конкретната дејност. Бидејќи знаете како ќе купиме било каков апарат во секојдневното живење, па прво нешто што прашуваме е колку е рокот и кој би можел да ни го сервисира истиот. Сега време за чекање во однос на климатските промени немаме, активно зборуваме на оваа тема, но од друга страна треба да им кажеме на граѓаните дека треба да бидат безгрижни доколку размислуваат на еко начин. Точно така, значи не збориме само за паметна електрична енергија или енергија за згради како проект, ние зборуваме и за приватните куќи, викендици и така натаму, каде што секојдневно луѓето сакаат да бидат поврзани, да гледаат преку камери својата безбедност, да пратат и така натаму, но и децата да ги пратат на некој начин, а кој сето тоа ќе го одржува. Еве го решението, значи еден центар за стручна извонредност кој што би можел да им даде такви технички вештини на
тие кои што ќе се обучуваат таму, кои што ќе покажат желба, за да можеме да сето тоа го ставиме во прав колосек и нашава држава да си функционира. Се надевам ова во развој кој што го имаме во насловот во моментов за кусок ќе го промениме. Кога би можела да го добие Центарот Македонија и Вака, претходно постојат повеќе фази кои што се наречени работни пакети во самиот проект Work Package. И тие фази практички прво се прави одредено истражување на самиот пазар, значи за самите потреби. Јас веќе кажав за Европска унија како е во Македонија, ако направиме една ретроспектива, во Македонија во градежниот сектор има отприлика околу 34.000 вработени, кои што се отприлика 5,5%, тоа е по податоци од 2022 година. Зборувам, значи, кои што се 5,5% од вкупните работници што се вработени во секторот, не само градежништво, во сите сектори во Македонија. Значи, градежништвото учества 34. Ако на тоа земеме колку од тие се електричари, кои што мора во самите тие згради да поврзаат инсталации, да поврзат паметни уреди и да ги одржуваат, значи, добиваме една соодветна бројка која што навистина не само таа, туку и тие луѓе што доаѓаат од средното образование и тие луѓе што завршуваат факултети, се еден убав потенцијал кој што може фино да се усмери во делот кој што значи паметна енергија за згради. Постои ли стратегија со која што би ги задржале по обуката, да не го применат своето знаење во странство? Вака, значи идејата целата и на овој проект е практички нашите фирми да можат да харвестираат, односно да изберат кадри од тој Центар за стручна извореност во нивните фирми кои што би им допринел во зголемување на нивниот квалитет на услуги, профитабилност, продуктивност и така натаму. И пазарот на трудот, тоа се зависи од пазарот на трудот, какви услови ќе понуди пазарот на трудот. Дефинитивно, меѓутоа за оваа работа би требало пазарот на трудот да биде високо ценет, затоа што ова е строго техничка работа и строго стручна работа. Не може секој да се бави со таа работа. Јас сум од општествените науки и не би можела да се бавам со оваа работа, меѓутоа се разбира има стручни луѓе кои што би требало таа работа да изнесат. Знаете што охрабрува во целиот овој податок, што некако дуалното образование се покажа како успешен модел изминативе години и што да речеме ако најголемата битка се водеше за гимназиите изминативе години, средното стручно ги победи и тоа како 2-0 ова сезона и овие уписи, што значи дека би требало да имаме солиден кадар кој што ќе може да биде дел од целата оваа приказна. Пазите, Сојузот на стопански комори, ние размислуваме во таа друга насока, значи на формирање на така наречен ковид центар кој што би бил на Сојузот на стопански комори за потребите на нашите членки од кадар во зависни сектори, значи на кои што има потреба, например агросекторот, например ИКТ секторот и така натаму. Во сите тие сектори имаме потреби од кадар, некој од тој кадар веќе си замена, угостителскиот, туристичкиот сектор, трговијата исто така. Меѓутоа, она што е најбитно по мене е дека тоа дуално образование си добива на внимание. Јас ако ви кажам дека во Шпанија имаат формирано за овој центар за стручна извореност за паметна електрична енергија 30 ковид центри, значи се сме кажале со тоа ние немаме ни еден. Затоа ние сега настапуваме заедно со нашите други два партнери, национални партнери, тоа е МКИЦ и тоа е Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Значи ние три како институции сме практички во овој проект представуван во СЕПКО. Го очекуваме центарот, во меѓувреме со какви активности ќе се работи? Значи, вака сега, во моментот се прават стратешки анализи и ресерчи, како и стратешко мапирање на заинтересираните страни. Потоа, идеме на дизајн на ковид центарот, па бидејќи во самиот партнершип, во самиот конзорциум, ние имаме 17 партнери од 7 земји. Значи, земјите се од Европска унија, само Македонија од неевропска унија во овој сегмент. Значи, тоа се Португалија, Шпанија, ќе почнам нели од запад, Португалија, Шпанија, Германија, Италија, Холандија, Германија и Грција. И лид партнер или водечки партнер ни е Hellenic Mediterranean University од Крит. А регионално како сме? Регионално само ние сме како Македонија. Само ние како Македонија. Тоа е одлично бидејќи еве имаме утре и конференција на таа тема во делот баш на истиот настан. И во таа конференција ни учествуваат и регионални партнери од Србија и од Република Српска, па ќе видиме нивните искуства дали воопшто постојат, ги имаат или ги немаат, токму на тие панели кои што утре ќе ги имаме. Јас посакувам успех и следиме ситуацијата, бидејќи апсолутно соодветствува со времето во кое што живееме и ни е необходна. Па со сите новости ќе ви имаме Драган во Македонија наутро повторно. Се надевам добри вести за куса време. Благодарам уште еднаш.